Неверојатното враќање на Доналд Трамп во Белата куќа одекна во светската јавност, чии очи во текот на вчерашниот ден беа фокусирани на претседателските избори во САД. Првите вести за големото водство на Трамп имаа силно влијание на пазарите на капитал. Биткоинот ја надмина границата од $75,000, зајакна доларот, падна златото, а инвеститорите кои што преферираат обложување на валутите од немајкаде се свртеа кон турската лира. Постојат различни дилеми за тоа каде е создадена првата кафеана на европско тло. Се верува дека првата била отворена во Венеција во 1645 година, иако англичаните би рекли дека првата била отворена во Оксфорд. Различни извори наведуваат дека првата кафетерија постоела во Париз во 1672 година. Во Виена, пак, првата кафеана била отворена во 1683 година благодарение на Фрањо Ѓура Колчик од Сомбор, кој учествувал во одбраната на Виена и нашол резерви со сурови зрна кафе запленети од турците. Тоа било инспирација за името на местото кај зрната зелен граф, бидејќи зрната кафе беа зеленикави и слични на граф. Првата светилка во Белград се вклучила во кафеаната Пролет, во поранешната кафеана Три листа тутун, на аголот од булеварот Крал Александар и улицата Кнез Милош, задзвонил првиот телефон во градот. А и Белградската берза почнала да работи во граѓанското казино, објаснува доктор Видоје Голубовиќ, автор на книгата Кафеани и меани во Стар Белград. Од почетокот на наредната година, видеокамерите што ќе бидат поставени на улиците во Скопје ќе почнат да изрекуваат казни за сообраќајни прекршоци, најавуваат од Министерството за внатрешни работи. Проектот Safe City, кој има за цел да го зголеми сообраќајниот ред и безбедност, ќе помогне во намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди, велат надлежните. Најавуваат и законски измени за да се овозможи автоматско казнување, без потреба од човечка интервенција во процесот на одлучување за прекршокот. Најавите се дека проектот ќе биде целосно имплементиран до крајот на 2025 година. Камерата ќе го евидентира прекршокот, а казната ќе биде изречена без можност за укинување преку јавувања или ургенции. Проектот веќе имаше тестирање во јуни, кога за само 2 часа беа забележани околу 5000 прекршоци. Демократите во САД се соочија со пораз на претседателските избори и со враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа. Победата на Трамп беше објавена вчера наутро и го одбележа едно од најголемите политички враќања во историјата. Политичкиот дописник на CNN, Алекс Томпсон, тврди дека еден поранешен советник на Џо Бајден се запрашал: како трошите милијарда долари, а не победувате? Томпсон рече дека некои други високи членови на партијата сугерирале дека Бајден требало да се откаже од трката порано.